Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав, екипа. Добре дојдовте во епизода 19. Главното прашање: зошто губиме и кога имаме добра стратегија? Позади тоа се крие риск and drawdown вистина. 90% од трейдерите не губат поради стратегијата, губат поради неколку причини. А тоа се преголем ризик и непознавање на drawdown. Што всушност не покажува се во ова? Главното не е битно и важно колку ќе заработиме, кога ќе имаме добитен трейд, туку поважно е колку губиме кога имаме губитен или грешен трейд. Ова запишете го, е доста битно за делов од лекцијава, бидејќи разговараме за ризик и drawdown. Ајде да видиме што ни представува ризик по трейд. Ризик по трейд, или ќе го сретнете ризик per трейд, реална дефиниција е колку проценти од акаунтот ризикуваме во еден трейд. Пример, имаме акаунт од $1000. Риск имаме од 1%, загуба $10 по трейд. Ова е пример за колку проценти ризикуваме од акаунтот во еден трейд. Основна формула за како да пресметавате ризик per трейд звучи вака: риск per трейд еднакво на account size
помножено со процентуален ризик. Реалноста а не е теорија, почетниците прават неколку грешки. Пет до 10% ризик. И што вика следно нормално, ќе го вратам брзо. Професионалците секогаш имаат ризик од 0,5% до 2%, зависно од големината на акаунтот и зависно со колку позиции влегуваме во тој трейд. Затоа постои едно златно правило и вика вака. Запишете си го и ова. Ако 10 трейда изгубиш поред, акаунтот треба да преживее. Зошто? Бидејќи, еве да дадеме еден пример. Ако имаме 1% по трейд, ризик, десет трейда лос еднакво на минус 10%. Доколку ризикуваме 5% по трейд, имаме 10 загубени трейдови, тоа е еднакво на минус 50% од акаунтот. Што значи ова? Затоа се нарекува златно правило. Кога ризикуваме помал процент по трейд, акаунтот има шанси да преживее и кога грешиме. Но доколку ризикуваме 2, 5, 10% по трейд, акаунтите тешко преживуваат и секогаш добиваме drawdown. Што вели психологијата за ризикот и за drawdown? Психологијата вели вака. Доколку имаме поголем ризик, секогаш се сведува на паника, преран излез од трейд и освета на трейдингот. Ова запамтете го
како главна цел секогаш пред да влезете во трейд, размислете го првично ризикот што сте спремни да го жртвувате за вашиот трейд, а вашиот акаунт да преживее. Бидејќи не е целта да имаме поголем ризик, а да не фаќа паника. Не е целта да имаме прерано излегување од трейдот, а знаеме дека таа е правилната насока на маркетот. И кога добиваме стоп лос со поголем ризик, секогаш сакаме таа загуба да ја вратиме. Затоа прилагодете го ризикот на вашата големина на акаунтот. Запишете го ова, за да можеме да продолжиме понатака. Ајде да не го бришеме, нека стои. Ќе пишувам од другата страна за drawdown. Што ни представува drawdown? Drawdown само по себе е пат на акаунтот. Од највисока до најниска точка. Пример, $1000, нашиот акаунт паднал на $800, тоа значи дека имаме drawdown од минус 20%. Реалните бројки, кога имаме drawdown, да речеме, сме добиле минус 10% на акаунт, треба да вратиме плюс 11%, кога имаме минус 20%, треба да вратиме плюс 25%, и кога имаме минус 50%, што ретко е возможно да се врати, треба да вратиме плюс 100%. Ова е критично. Затоа логиката вели колку повеќе губиш, толку потешко се враќаш. Зошто? Бидејќи самата психологија кај човекот, односно потенцијално кај трейдерот, е тоа што кога акаунтот ти паѓа испод одредена бројка, да речеме, имаме големина на акаунт од 10.000 евра на фундиран налог и нашиот дневен дозволен лимит кој можеме да го загубиме е 5%. Доколку ние направиме 3%, следниот ден треба да направиме 4
или 5% во позитива, за нашиот акаунт да биде само 2% во плюс. Затоа, најмногу луѓето и трейдерите пропаѓаат во моментот кога прават некои непотребни работи. Трейдерот пропаѓа во момент кога почнува да зголемува ризик. Не прифаќа и поштува drawdown и секогаш прави овертрейдинг. Затоа најбитно те drawdown. Секогаш, ако имаме на располагање 5% во денот, гледајте го тоа правило како да имате само 1% до 2 максимум. И зацртајте во главата дека доколку изгубите 1% во денот или 2, зависно од големината на акаунтот, дека вие мора да прекинете со трейд тој ден за вашиот акаунт да биде што подолго жив. Бидејќи доколку форсираме и правиме преголем ризик и користиме сите 5% за тој ден, може да се случи нашиот акаунт да падне точно 5%. И следниот ден до максималниот drawdown ни остануваат само уште 5%. За ние да се вратиме во позитива, треба да направиме 7 или 8% профит. А повторно, нашиот мозок функционира на начин што повеќе тониш, то потешко излегуваш. Затоа, правило број 1. Секогаш мора да имаме исти процент на ризик. Пример, 1%. Правило број 2. Доколку паднеме минус 2%, мора да следува пауза. И правило број 3. После загуба секогаш мора да го намалиш ризикот. Пример, од 1% намалуваш на 0,5% од големината на акаунтот. И правило број 4. Вика вака. Секогаш гледај да направиш квалитетен број на тредови, а не квантитетен.
Затоа не ти треба многу трейдови. Туку ти треба добри трейдови. Кога ќе го резимираме, целиот ризик и вистината за drawdown, никогаш нема да тргуваме со емоции, секогаш ќе бидеме дисциплинирани на маркетот и најбитно од све е тоа што ќе знаеме колку можеме да си дозволиме да ризикуваме за нашиот акаунт да остане жив. Ова сватете го како да имате куршуми и се наоѓате во војна. И моментално се случува тепачка на две воени сили. Најбитно од све е вие тие 10, 15, 20 куршуми да не ги потрошите на докажување на сила. Него мора да ги чувате и да бидите снайперисти. Да видиме како размислуваат смарт мани трейдерите. Вика вака. Smart money размислува на овој начин. Ризик. Нула за прека 5, максимум 1%. Фокусот е еднакво на конзистентност. И секогаш прифати го drawdown како дел од играта. Првично, ние како трейдери имаме за задача да го заштитиме нашиот капитал. А второто што треба да го направиме, ако имаме можност да заработиме. Доколку не го контролираш ризикот, нема стратегија што ќе те спаси. И ако не разбираш drawdown, ќе го уништиш акаунтот и нема да остане жив. Затоа, контролирајте ризик, не тргувајте да вратите тоа што сте загубиле, бидејќи се повеќе тоните, и почитувајте ги правилата за да останете живи на маркетот. До тогаш и до следна епизода, ве поздравувам и имајте успешна работна недела.